нагласена во протестот и тоа всушност барање гласеше за спречување на градежната експанзија. Бараме од пратениците во Собранието на Република Македонија поднесување предлог за итна промена на Законот за локална самоуправа со враќање на членот 47 кој гласи: за својата работа градоначалникот одговара пред граѓаните на единицата на локалната самоуправа. На предлог од најмалку 175 од вкупниот број избирачи може да се покрене прашањето за доверба на градоначалникот. Одлуката за недоверба е донесена ако за неа гласале 51% од вкупниот број гласачи во единицата на локалната самоуправа. Односно, после фијаското со плацот во Мајчин дом и продолжувањето на дуповите во Карпош, ние бараме градоначалниците конечно да почнат да работат за интересите на мнозинството граѓани од кои собираат даноци, а не за корумпирани бизнис моćници кои во природата и во луѓето гледаат само потенцијал за акумулација на профит. Повикувањето на правни пречки за укинување на спорните градежни проекти од партии за кои со децени главно обележена владење е деградирање на правото и законите, или бегањето од одговорност како изговор дека премногу било скапо поништувањето на договорите, представува подценување на разумот и свеста на обичниот граѓанин. И додека слушаме оправдувања на оваа власт дека проблемот со загадениот воздух е наследен од претходната власт, и додека слушаме безцелна критика на сегашната опозиција дека во нејзино време воздухот бил почист, ние полека умираме. Секој ден 4 животи ќе згаснат чекајќи чист воздух, додека нашата влада си прави роустинг. Секој ден некој од нас тука губи близок заради погумните политики со кои ги масакриравте шумите и водите, заради вашите премолчени договори со тешката индустрија секојдневно да не труе неказнето, заради илјаниците тони канцероген отпад кои лежа на неколку километри од градот, заради тоа што во 21 век ние немаме закон за дозволена загаденост на почвата, додека вие си субвенционирате тротинети и ставате налепници на колите. Проблемот со загадениот воздух бара сеопфатен мултисекторски пристап со координирано работење на сите државни институции. Но очигледно реалноста на нашите народни избраници драстично се разликува, што може да се заклучи од скорешната театрална изјава на Макрадули дека конечно загадениот воздух е стратешки приоритет на оваа влада со неверојатни 1,5 милиони евра. Со износ кој е половина од износот издвоен за нивниот мебел, нашата влада решително ќе се справува со проблем кој убива 4 животи дневно. И ова е евидентен факт дека за нашите представници поважна е нивната комоција отколку човековиот живот. Нашиот живот тие го вреднуваат поевтино од нивниот мебел. И ваквите смешни износи на суми само дополнително ќе го продлобочи горчливиот проблем во иднина, кога ќе мораме да слушаме од нашите загрижени представници дека мерењето на воздухот околу Дрисла било премногу скапо. Јас би рекла дека не е ништо поскапо од нивниот мебел. Ако го имаме во предвид фактот дека само во 2016 година како даноци за животна средина биле собрани износ од 180 милиони евра, а борбата за чист воздух се води со мизерни 1,5 милиони евра, ние јавно тука прошуваме каде се нашите пари. Ние нема да ги плаќаме вашите министри кои не доаѓаат на работа со нашите животи. Ние нема да ја плаќаме вашата партиска војска преточена во администрација со нашите животи. Ние нема да ги плаќаме вашите скапи возила, вашите луксузни патувања и вашите астрономски суми на патни трошоци со нашите животи. Ние нема да дозволиме да ги копате нашите гробови заради тужи златни профити. Нашиот живот е поскапоцен од вашите профити.